Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на денешната пресконференција на претседателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и еврокомесарот Јоханес Хан. На почетокот ќе ви се обрати премиерот Заев. Премиере, повелете. Почитуван еврокомесар за соседска политика и проширување Јоханес Хан, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, секоја средба со лидерите на Европската Унија во оваа фаза на нашиот пат кон членство во Унијата е огромна придобивка и поддршка. Круна на нашиот напредок ќе биде почетокот на преговорите за членство во Европската Унија во јуни 2019 година. На 27 септември ќе го започнеме скринингот кој е вовед во преговорите. Веќе правиме важни реформи, а до јуни 2019 ќе покажеме двојно повеќе конкретни реформски чекори во клучните области, како што се владење на правото и борбата против корупцијата, реформи во јавната администрација и реформи во разузнавачките служби. Пријателската поддршка во оваа фаза на овој процес е исклучително добредојдена, бидејќи ни помага да се подобриме, да станеме поподготвени за финалната фаза од преговорите за членство, која ќе можеме поглавјата од европските правила и стандарди да ги затвараме едно по едно, со успех и со мотивација да ја поминеме линијата на целта колку што е можно побрзо. Во таа насока, Република Македонија и нејзините граѓани високо ја ценат поддршката на Европската Унија за напредување на нашата држава, за спроведување на неопходните реформи и за спроведување на договорот со Грција. Уште еднаш нагласувам дека и денешната посета на големиот пријател на Македонија, комесарот за добрососедска политика и проширување Јоханес Хан, го потврдува токму тоа. Јас имам само зборови за пофалби за кампањата на Европската Унија замисли иднина заедно, која на практичен начин ги потсети граѓаните за нераскинливите врски на Македонија со Европската Унија. Граѓаните на Република Македонија никогаш не се чувствувале поблиски и подобре дојдени во Европската Унија отколку сега. Тоа посебно чувство се издвои со својот интензитет со дадената можност да говорам во Европскиот парламент на свој мајчин македонски јазик, како круна на заложбите на нашите искрени пријатели Доналд Туск, Жан-Клод Јункер, Фредерика Могерини и се разбира господинот Хан, кои создадоа услови нашата земја да биде препознаена како една од следните која треба да се го заземе местото во семејството на Европската Унија. Сепак, најкрупниот чекор и најважната одлука до почеток на преговорите со Европската Унија ќе ја направат граѓаните на Република Македонија на 30 септември. На крајот, дозволете ми уште еднаш да ја изразам мојата благодарноста на владата, како и благодарноста на граѓаните на нашата земја до комесарот Хан, како и до целиот негов тим овде во Скопје, но и тимот посебно во Брисел, за сите совети, за целата асистенција и поддршка за Република Македонија и за нејзините граѓани. Благодарам, господине Хан. Благодарам, премиере. Го најавам обраќањето на господинот Јоханес Хан. Повелете. Благодарам. Председателе на влада за пријателските зборови. Би сакал да ви се заблагодарам вам и на вашиот тим, на сите тука во Скопје за топлото добри дојде, гостопримството која што ја карактеризира вашата земја и вашите граѓани, а особено тука ќе го истакнам настанот денови на медиумите кои што се одвива тука во градот. Има повеќе од 300 учесници кои што разговараат за состојбата со медиумите во регионот. Во изминатите неколку недели Скопје стана најпопуларната дестинација за политичарите не само од Европа, туку и од целиот свет. И ова е доказ колку се цени спогодбата која што се постигна меѓу вашата земја и Грција и како на неа гледа
меѓународната заедница, затоа што во светот имало многу долготрајни конфликти, меѓутоа ова е ретко таквите конфликти се решаваат. Ова е редок пример на решавање на такви долготрајни конфликти и ова особено го поздравува меѓународната заедница, затоа што тоа представува поттик за сите, дури и они кои што се инволвирани во така наречени замрзнати конфликти, дека можат и имат перспектива за решање на конфликт доколку вложат добра волја. Затоа влијанието, импликациите од оваа спогодба одат подалеку во Европа и глобално и потврдуваат доколку има лидерство, доколку има одлучност, можат да се решат прашањата во интерес на граѓаните. Затоа на 30 септември вашите граѓани ќе имат единствена можност да ја определат својата иднина. Ова е можност која се јавува еднаш во животот. Тоа одлуката која што ќе донесат граѓаните на референдумот ќе има влијание не само врз нив, туку и врз нивните деца, внуци, идните генерации, дури за оние кои што се уште не се родени. Ова е навистина единствена, уникатна можност за граѓаните на оваа земја да донесат важна одлука која што има далекусежни последици. И затоа е важно да се осигури дека граѓаните можат да донесат информирана одлука. И во овој контекст би сакал да истакнам дека владата, граѓанските организации и медиумите, односно сакам во оваа прилика да им се заблагодарам на сите нив за сите напори за информирање на граѓаните за овој референдум. И сакам јасно да кажам да, секако, оваа спогодба силно е поддржана од меѓународната заедница, затоа што оваа спогодба е чувар на европската иднина на вашата земја и на евроатлантските перспективи на вашите земја. Меѓутоа се работи за одлука која вашите граѓани независно треба да ја донесат. Нивната одлука ќе биде важен прилог кон стабилноста во регионот и не само на земјата. Меѓутоа, ви останува вам, граѓаните, се уште морам да кажам поранешна Југословенска република Македонија, и воопшто не ми се допаѓа кратенката ПЈРМ, ако имам некое барање, тогаш тоа би било во иднина да можам да ви се обраќам како Северна Македонија. Меѓутоа, вие ќе одлучите дали тоа ќе можам да го сторам во иднина. Вратата на Европската Унија е сега отворена, меѓутоа само вие може да одлучите дали ќе ја искористите оваа можност. Во секој случај нема време за губење. Веќе следната недела имаме важен состанок во Брисел. Состанок кој што ќе означи почеток на скринингот, односно почеток на подготвителните активности за преговори. Мојата молба, мојот апел до граѓаните е едноставна. Информирајте се и искористете го своето демократско право да го дадете својот глас, да се чуе вашиот глас и направете слободен избор. Она што е тука важно е младата генерација. Затоа што сме виделе дека во многу европски земји младите луѓе, особено младите луѓе, не се подготвени да гласаат, да ги искористат можностите кои што ги имаат. Меѓутоа, знаеме од искуство дека секој глас е важен, затоа искористете оваа можност, искористете го своето право, одете да гласате и одлучете. Но прво и основно морате да
ги искористите можностите кои што ви се даваат. Мислам дека сме на почетокот на еден сеопфатен, сложен процес, кој, како што реков, почнува веќе следната недела. И не се работи само за правни одредби, тоа секако е рамката, меѓутоа влијанието врз секојдневниот живот на граѓаните во оваа земја е очигледен. Се работи за квалитет на воздухот, квалитет на прехранбените производи, се работи за здравствената заштита, образованието, сектори кои што имаат директно влијание врз вашиот секојдневен живот. Даваме технички совети врз основа на собраното искуство до сега, да се подготви администрација најдобро што може за овој процес на преговарање. На крајот се работи за обезбедување подобра иднина за граѓаните и обезбедување економска перспектива за особено за младите, да им се даде надеж и можност да останат во државата и со тоа да се запре одливот на на мозоци и да го претвориме во циркулација на млади, циркулација на мозоци. И за тоа мора да се создадат работни места. Ако не се создадат работни места, не може да останат, не може да ги задржите младите високообразовани луѓе во земјата. Ниту пак ќе може да ги мотивирате да се вратат. Каква и одлука да донесете, а јас имам своје очекување, ве уверувам дека Европската Унија секогаш ќе биде на ваша страна. Има многу можности. Колеги, времето е кратко, одиме со 2+2 прашања. Financial Times, како добри домаќини. Јас сум избрана од меѓународните новинари да поставам прашање. Господине Заев, вчера на деновите на медиумите на кои што присуствувавме, кажавте дека немавте конкретни докази дека Русија се вмешала во кампањата против референдумот, меѓутоа вчера секретарот за одбрана на САД тоа многу јасно го кажа. Имате ли некои инсайдерски информации за ова, некои други информации за ова, дали Русија се вмешува или не? Благодарам. Веројатно е интересна тема, но фактите зборуваат дека ние немаме докази и аргументи дека Русија има некое влијание овде во делот на влијанието на референдумот. Точно е исто така дека Русија не е среќна со проширувањето на НАТО овде во Република Македонија. Таа нема ништо против проширувањето на Европската Унија со целиот Западен Балкан, но генерално е против НАТО проширувањето со Македонија и тоа го коментира дури јавно. Јас само уште еднаш ќе кажам, нема алтернатива за граѓаните на Република Македонија од целосното интегрирање во НАТО и Европската Унија. Сакаме да градиме пријателство со сите земји, вклучително и со Руската Федерација. Имаме многу што да унапредиме во нашата соработка. Се надевам дека навистина сите пријатели на Македонија ќе овозможат нашите граѓани и со тоа ќе изразат почит према нашите граѓани, овозможувајќи слободно да гласат, да го искористат своето демократско право, без да дозволат било какво влијание од надвор, заради тоа што ова е навистина историска одлука, која што мора ние дома, сами граѓаните на Република Македонија да ја донесеме. Нашите пријатели се тука да не охрабрат, да не мотивираат, да ни гарантираат иднина и соработка, но наша е одлуката дома и верувам дека сите пријателски земји ќе го овозможат тоа право на слободно изразување на волјата на граѓаните. Ако не грешам, наредно прашање. Колегата во вториот ред. Михајло Видимлевски, канал 5 телевизија, имам прашање за еврокомесарот Хан. Имавте вчера средба со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Која е пораката која што му ја пренесовте и каков е вашиот коментар во однос на одлуката на партијата да ги повика своите гласачи, симпатизери да одлучат сами дали ќе излезат да гласаат на референдумот?
мојата порака кон него, како и до премиерот и останатите лидери, не само вчера, туку и во последните неколку месеци секогаш беше дека станува збор за референдум за иднината на земјата. И целата ситуација не смее да се претвори во нешто кое што представува едноставен политички настан. Не смее да се исполитизира. Мислам дека политичките партии треба да се воздржат од употребување на ова за партиски потреби и цели, и мислам дека секој треба да одлучи за своите собствени интереси и погледи, и во ваков круцијален момент не е време да се играат политички игри. Ова беше мојата порака кон сите лидери, тоа му го кажав и на премиерот пред неколку месеци. Дали имате партиска платформа за оние кои што се за на референдумот? И второто нешто е, што сакам да го кажам, е дека важно е да се мотивираат сите да учествуваат во овој референдум и да го употребат своето, да го остварат своето демократско право. Се разбира, постојат лични чувства, но најважното нешто е да се учествува и да се преку учеството да се изрази колку е важна ваквата одлука, и зборувате за цензусот, тоа е една индикација за колку е тоа важно како прашање во оваа земја, и јас не би сакал да интервенирам затоа што е еден сложен предмет во прашање, туку би сакал колку што е можно повеќе граѓани да учествуваат на овој референдум, затоа што тој е исто така и сигнал кон Европската заедница дека луѓето уште еднаш ги остваруваат своите демократски права и разбираат колку е важно да се влезе во гласачките кабини и да се гласа. Борис Настилковиќ од Инфомакс. До господинот Хан. Како пријател на Република Македонија и другите што продефилираа деновиве низ Македонија, се залагате за немешање, поточно не влијание на Русија врз Македонија. Зошто вие влијаете на изборите и кој гарантира дека договорот ќе биде испочитуван со оглед дека нити Европската Унија, нити јужниот сосед го почитуваат меѓународниот суд? Има спогодба, дел од спогодбата има одредби за нејзино спроведување. Референдумот е еден од елементите за спроведување на спогодбата. После подпишувањето на спогодбата, мислам во Преспа по 2 недели, Советот на ЕУ едногласно одлучи за следниот чекор. Тоа значи дека веднаш треба да почнеме да се подготвуваме за отварање на преговори. И тоа токму ќе се случи во Брисел следната недела. Јас целосно разбирам дека сите се сконцентрирани на референдумот, меѓутоа, како што кажавме на нашиот денешен состанок, треба да се гледа и подалеку на спроведување на итните реформски приоритети, на спроведување на препораките на Прибе, затоа што за една година ќе направиме општа оценка на напредокот што земјата го постигнала, а напредокот на земјата нема да се мери само според напредокот во однос на прашањето на името, туку според исполнувањето на многу други услови на кои што сега јавноста не се фокусира, меѓутоа
на кои што треба да се работи. Ние се залагаме, ние ги исполнуваме ветувањата, работиме на следниот чекор под предпоставка дека клучниот елемент позитивно ќе се разреши. Ви благодарам на сите, тоа беше последното прашање. Се гледаме наредниот пат. It's finishing. Okay. Only to shaking hands.